retraining the people who at the moment are involved in the dirty energy production to catch up with the new technologies in the future. For example, Macedonia has started with photovoltaics centrals. Investments are announced for wind parks as well. Well, first of all, прво Македонија е првата земја која што почна со трансформација на производство на електрична енергија од старите централи на лигнит на фотоволтаични централи. И прв таков проект се наоѓа во Осломе, каде на наоѓалиштата на старите наоѓалишта на Јаглен, ја имаме првата фотоволтаична централа од 10 мегавати веќе пуштена во употреба. Веќе се работи и на втората, а со јавно-приватно партнерство веќе се договорени две фотоволтаични централи од по 50 мегавати, што значи дека една лигнитна централа од 120 мегавати ќе биде заменета со лигнитна централа, со фотоволтаична централа од 120 мегавати. Одлично е прашањето, бидејќи не смееме да дозволиме како во времето на транзицијата во 90-тите години луѓето да остануваат без работа, бидејќи тогаш јас и тогаш сум зборувал и сега, таа транзиција беше направена комплетно без концепт и затоа огромен број на работници во државата останаа без своите работни места. Тоа во овој случај нема да биде дозволено, бидејќи работниците ќе бидат тренирани и ќе работат на новите централи кои што ќе се градат. Исто така, по пат на јавно-приватно партнерство ќе бидат изградени, ќе бидат пуштени во употреба до 2023 година 130 мегавати на фотоволтаични централи. Во Источна Македонија веќе се инсталираат, односно се монтираат 25 мегавати ветерна централа. Дополнително во текот на изминатиот месец беше пуштена најголемата фотоволтаична централа во државата од 17 мегавати од страна на странски инвеститор, словенечки инвеститор. И куриозитет е што таа централа од 17 мегавати е поголема од било која централа во Словенија. Што значи дека секој инвеститор кој добро размислил, знае дека подобро е да направите фотоволтаична централа во Македонија која што има 280 сончеви денови, со температура и движење на ветер кој овозможува најголема ефикасност на централите, отколку да ги направите на друго место. Дополнително, утопија е ако некој мисли дека лигнитните централи во текот на наредните години ќе бидат затворени. Секој што ќе го каже тоа, мислам дека прави грешка во старт, со оглед на недостатокот на електрична енергија кој што го има во Европа, особено на базна електрична енергија, бидејќи да не заборавиме, фотоволтаиците и ветерот не обезбедуваат базна енергија, туку обезбедуваат пикова енергија. Дополнително, по прв пат имаме понуда за изградба на хидроелектраната Чебрен, која треба да биде најголем производствен капацитет од тој тип во регионот и да обезбедува балансирање не само за македонскиот електроенергетски систем, туку и за регионалниот. Се надевам дека таа евалуација на тендерската документација ќе заврши позитивно и конечно ќе може да се потпише договор. И владата веќе разговара со инвеститори со одреномиран карактер. Тоа се три големи инвеститори, едниот од Германија ВПД, вториот АКУО од Франција и третиот Митилинеос од Грција. ВПД е во преговори за изградба на 400 мегаватна ветерна централа во североисточниот дел на Македонија. Потоа АКУО за изградба на фотоволтаична централа исто така од 400 мегавати во Штипскиот регион и Митилинеос за изградба на когенеративна гасна централа во Скопје, кои што ќе треба да дадат дополнителна електрична енергија за државата. Со тоа би порачал исто така на сите оние кои што се вработени на своите работни места и во Рег Битола и во Ослом и така натаму, дека воопшто не треба да стравуваат за своите работни места, бидејќи прво овие електроенергетски капацитети ќе продолжат со работа на среден рок, бидејќи кога водите влада, вие можете да сметате и мора да работите на инвестиции во нови извори на енергија, меѓутоа не смеете да бидете авантуристи, државата да ја оставите без електрична енергија. Затоа и дополнително што тие ќе бидат тренирани за работа на новите централи кои што ќе се градат како во Река Осломе, така и во
така и во Рек Битола. На крајот останува да споменам само дека државата обезбедува субвенција на електричната енергија 80% од она што би го плаќале граѓаните. Истото се однесува на 72.000 компании кои што работат на регулираниот пазар и кои исто така добиваат субвенционирана електрична енергија, се со цел да се заштити животниот стандард и работните места на граѓаните. И како влада обезбедивме и директна финансиска помош за компаниите и за граѓаните со 2 пакета антикризни мерки од 760 милиони евра, со оглед на тоа дека ги поддржавме најранливите категории во општеството, примањата на најниските пензионери, на пензионерите со најниски примања, најранливите категории на граѓани. Ја зголемивме минималната плата на 18.000 денари, ги зголемивме пензиите за 10% и дополнителни 6 идната година. Јас сметам дека тоа се социјалдемократски политики кои мора да бидат применети во вакво време. И ќе повторам уште еднаш и со тоа ќе завршам. Ова не е време на изобилие, ова е време на солидарност. Ви благодарам. Thank you very much. I suppose this is also an important issue for Kosovo and